civilmedia.mk. Ова се кратки нозе. Добре дојдовте. Заедно со вас разоткриваме дезинформации со неспорни факти и аргументи. Ова издание го посветуваме на дезинформациите кои за жал не изостанаа ниту за трагичната несреќа на автопатот Струма во Бугарија, во која загинаа над 40 луѓе, а која очекувано и оправдано ја преокупира јавноста со денови. Почнуваме веднаш. Бројот на настраданите во трагичната несреќа на автопатот во Бугарија, како и во претходни несреќи, за жал беше предмет на бројни шпекулации и дезинформации. Дали се 44, 45 или 46 жртви? Без да заврши официјално идентификувањето на телата на настраданите, во моменти кога нивните семејства и целата јавност беа под силни емоции, дел од медиумите, врз основа на официјални, но и неофицијални податоци и извори, градеа интерпретации и објавуваа неточни податоци за бројот на жртвите. Во некои од објавите медиумски настрадаа и преживеаните. Таков е примерот со написот на Инфомакс со наслов "Познат идентитетот на загинатите во автобуската несреќа во Бугарија", објавен на 23 ноември 2021 година, во кој се тврди дека Алса телевизија ги објави имињата на настраданите во автобуската несреќа која што се случи во Бугарија. Меѓутоа, Алсат не ги објави имињата на настраданите, туку списокот на сите 52 патници кои се превезувале со автобусот. Иако насловот на Алсат е јасен, список на патници кои се превезувале со автобусот кој изгоре во Бугарија, а беше познато и дека сите 52 патници не настрадале, Инфомакс објави список со 52 имиња со наслов "Познат идентитетот на загинатите" и со опис имињата на настраданите. Практично, Инфомакс ги прогласи за настрадани и преживеаните патници од несреќата, што е тешка дезинформација и скандалозно непочитување на новинарскиот кодекс. Го издвоивме овој пример како најбрутален, иако критика заслужуваат и другите медиуми што шпекулираа со бројката на настраданите без целосно завршена идентификација на телата. Тоа е спротивно на етичките стандарди, но и нехумано, особено кон семејствата на жртвите. Да се надеваме дека ваквите трагедии и начин на известување ќе ги гледаме што помалку. Дел од неточните информации за трагедијата на автопатот во Бугарија беа поврзани со староста на автобусот кој изгоре во несреќата. Во јавноста се појавија информации дека автобусот бил стар само 3 години. Овој пат извор на неточната информација беше изјава на бугарски истражител, а таа предизвика лавина невистините објави. На пресконференција на местото на несреќата на 23 ноември, обвинителката Вилма Русковска во присуство на Борислав Сарафов, директор на Националната истражна служба на бугарското обвинителство, доби новинарско прашање за староста на автобусите. Знаете ли колку са нови автобусите? Каза ли собственикът? Па не го прашав. Видете, он може се што да каже. Треба да ги видиме документите. Или така. Ние обвинителите повеќе веруваме на документи него на исказ на било кого. Първоначалната информация, автобус е съвсем нов, на около 3 години. Но за разлика од резервите што ги искажа Русковска, тврдењето на Сарафов дека според првичните информации автобусот бил стар 3 години во прилогот на агенцијата МИА не му беше атрибуирано на изворот, туку беше ставено во ист параграф каде се зборуваше за изјава на шефицата на ОЈО Вилма Русковска. Компанијата досега немала сообраќајни незгоди, но како што изјави шефицата на ОЈО Вилма Русковска, мора да се провери соодветната документација за техничката состојба на автобусите. Според првичните информации, автобус бил нов и во функција е само 3 години, се вели во извештајот на МИА. Оваа непроверена информација од Сарафов пренесена од МИА беше потоа преземена од повеќе македонски медиуми заедно со нечленуваниот збор автобус, како и од бугарски медиуми, а предизвика и појава на теории на заговор како во мега популарното видео на порталот Хасково.нет.
Себахтин Исмаил за трагедијата на АМ Струма. Возможно е да станува збор за тероризам. Видеото 24 ноември има над 1,4 милиони прегледи за само 5 дена, а се надоврзува на погрешната информација дека автобусот бил произведен во 2018 година и имал софистицирана заштита од пожар. Таквата дезинформација беше демантирана на 26 ноември од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. И уште една корисна информација која интересираше јавноста, возилото е произведено во 2007 година. Во случајов, дезинформацијата не дојде од непроверени и неофицијални извори, туку новинарите наседнаа на неточна и неатрибуирана информација изнесена во изјава на официјално лице. Најдобар начин новинарите да се заштитат и себе си и јавноста од вакви официјални, но погрешни информации е да ги проверуваат информациите без оглед на изворот, а доколку тоа не е возможно, да ги атрибуираат прецизно, што ја лоцира прецизно и одговорноста за изнесеното пред јавноста. Меѓу дезинформациите за автобуската трагедија во Бугарија, голема видливост добија оние што ја лоцираа причината за несреќата во наводен шверц на нафта и пиротехнички средства. Таков е примерот со написот на Инфомакс, кој објавува дезинформација што подоцна ја пренесе и британскиот Daily Mail. На 23 ноември Инфомакс објави напис со наслов 30.000 петарди и 1 тон нафта се шверцувале во автобусот на Беса Транс кој однесе 45 животи. Постот на Facebook страницата на Инфомакс кој содржи линк до написот Вистиномер го оцени како невистинит, а компанијата Facebook ја означи објавата на Инфомакс како лажна информација, проверена од независни проверувачи на факти. Во рецензијата на Вистиномер со наслов "Не е точно дека во автобусот на Беса Транс се шверцувале 1 тон нафта и 30.000 петарди" се вели: во написот кој што е споделен во постот се изнесуваат непроверени и неофицијални информации, а медиумот се повикува на информации од истрагата. Ваквите шпекулации допреа дури и до странскиот печат, па така Daily Mail ги пренесе наводите на Инфомакс дека пожарот започнал во предниот дел на автобусот откако експлодирале 30.000 петарди складирани во багажот. Следниот ден пак Daily Mail, повикувајќи се на службени извори, се коригираше, истакнувајќи дека истражителите не веруваат во такво сценарио и дека таквите информации се најверојатно невистинити, известува Вистиномер. Освен овој случај, објава со сензационалистички наслов "Трагедии, автобусот на смртта во Бугарија шверцувал керозин и 30.000 петарди", која делумно ги пренесува дезинформациите на Инфомакс, осамна и на популарниот сараевски портал radiosarajevo.ba. Сепак, за разлика од овие написи, проверката на Вистиномер не се потпира на шпекулации, туку на изјави на бугарски и македонски официјални лица, кои потврдуваат дека наводите на Инфомакс не се точни. Но Инфомакс, за разлика од британскиот Daily Mail, не ги коригираше изнесените невистини. При ваквите несреќи најдобро се гледаат разликите кај медиумите. Професионалците признаваат грешка и се коригираат, а непризнавањето грешки и ширењето дезинформации е одлика на непрофесионалците, кои со тоа покажуваат непочитување и подценување на нивната публика. Овие разлики секогаш испливуваат на површина при вакви несреќи и се поука дека само вистината е состојка што на долг рок ја гради довербата и почита помеѓу медиумите и публиката. Толку за овие кратки нозе, кои ги завршуваме со искрена желба ваквите несреќи да не се повторат никогаш повеќе. Се гледаме наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил Медија.